Славица, како си? Ке се видиме денес? Ајде, сега ќе вклучам компјутер. Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht es heute? Не наспана. Бев дежурна вчера. И се бајлево ме разбудија комшиите. Нешто работат. Па зарем и во недела работат? Да, и во недела. Сакам овој пат да ми кажеш за транспортот и за тоа какви опции има и што се имам на располагање. Па Елена, да ти кажам, Михен е вистински град кога е во прашање транспорт и велосипедски превоз на вистина. И насекаде се стигнува многу брзо, без разлика колку далеко живееш. Во Михен треба да знаеш дека јавниот превоз се дели на S-бан, U-бан, трамвај, автобуси, како има и модерни можности со апликација да земеш тротинет или веспа на струја. Супер. Важно е да ти напоменам дека сите превозни средства доаѓаат точно на време до минутка и секоја дестинација ти е означена на електронска табла. Значи, ќе немаш никаков проблем со превозот. Добра, дали има разлика, например, каде живееш? Без разлика каде живееш и каде ти е работата, можеш многу брзо да стигнеш. Ако живееш на север, работата ти е на југ, значи од едниот крај на градот до другиот, се стигнува за 40 минути. Да, и јас во Скопје сум постојано со велосипед. Кажи ми како е таму за со велосипед? Велосипедот е главно превозно средство во Михен и во Германија. Има насекаде велосипедски патеки. Значи имаш велосипедски патеки и до најпериферните делови на Михен. Баш ме радува ова. Велосипедот се користи како за одење на работа, така и за рекреација. Се прашувам колку време ќе ми останува во текот на денот. Доколку работиш на полно работно време, во текот на неделата ќе немаш многу слободно време. Што правиш ти во остатокот на денот, например, како ти го поминуваш времето? Луѓето тука многу спортуваат. Океј. Јас исто така, например, во моето слободно време го користам за спортување. Во Михен има една прекрасна градина која што се вика Englische Garden, каде што луѓето во слободното време прават слободни активности, како шетање, спорт и така натаму. И во Englische Garden има многу убава река, Исар, која што е многу чиста, дури викаат дека е испитувале и дека водата е толку чиста што може и да се пие. Прекрасно. Ти благодарам многу. И многу ми е мило што имаме оваа шанса да разговараме и се гледаме повторно. Okay, Elena, bis nächstes Mal. Es hat mich gefreut. Се слушаме. Чус! Tschüssi!